Натур, Юарија, швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост и воедно ги покануваме присутните да ги подигнат овие признанија. Ние продолжуваме понатаму. Во оваа група на признанија, највисокото признание на поединци се доделува на следните лица: Тијана Крстич, Богосав Божиновски, Константин Цирилери, Звонко Стојановски, Ванчо Несторовски, Фатмир Саити, Горан Јовановски, Мирослав Крстовски, Димитар Тамурков, Ненад Јосиповски, Миле Андреевски. Ги покануваме присутните да ги подигнат признанијата. Продолжуваме со доделување на највисоко признание постхумно на Јован Ангелов Циго, Јован Гулески, Мирчо Савовски Бамбала и Зоран Мајсторски. Ги покануваме представниците на личните семејства да дојдат да ги вратат признанија.
Месец дена гледав пред себе во снежните врвови на Шарпланина. Додека тропското македонско сонце ги убиваше телото и душата во влажната маларична ватарска равнина. И кога вечерта ќе ја погледне високата сенка на гордиот љуботен и одсејот на последните сончеви зраци на карсните и снежни влакна и сртовите и со страв го очекував утрешниот жежок и вжештен ден овде долу. Го разбрав макотрпниот македонец. Зошто толку многу ја сака својата Шарпланина? Таму е света, како што е свето Чимборасо или некој друг врв на Андите за некој индиец. Ги вперува очите во неа како син на далечната студена и сурова Шкотска, кој со најсладки зборови ја пее својата Каледонија. Моето срце не е тука. Моето срце е во планините, но не е тука. Иако побожниот хиндус на Хималаите или како што светите брамани го нарекуваат Меру, живеат души и богови, сенките на своите предци, и македонецот ги исполни своите планини со живи суштества. Само што тоа никако не се весели антички дриади и ореади, туку главно мрачни души, водени од мака, исто како што му се случува на овој свет. Прекрасно и бе распукала Шарпланина, го бранеше и го браниот и тој секогаш има за солниште во неа. Му дава вода од реките што му ги натопуваат нивите, а ветрето од чиновските врвови му го лади неговото испотено и мрачно чело. А во него спие и крал Марко, но некако изгледа како за секогаш да заспал. Пождоганот му скапал, а конјот одамна го продале тајфите без потреба да го влечат за опашката. Кога видов дека ридот нема да оди кај пророкот, тогаш пророкот отиде на ридот, па така и јас отидов на планината Шара. Сакавме да го слушнете ова. Членовите кои целиот свој живот го посветија на планинарскиот клуб љубота и планината како нешто свето, и на нас, новите генерации, ни ја пренесуваат љубовта со ист жар до ден денес. Со особена гордост ги покануваме да подигнат награда за животно дело. Панче Грнчаровски, Миодраг Абрамовски, Стефан Илиевски, Јуро Илиевски, Горки Качелов, Зоран Ацевски, Владимир Давески, Ванчо Копиловски, Вангел Кучинов, Мирослав Филиповски и Никола Матијашев. Јас и Владимир, ја и Белич, ај се можеме на следовски. Учевме од нив, учевме од тие генерации што не се веќе меѓу нас, и затоа
Денес има многу народ. Со поклон до овие луѓе. И продолжуваме понатаму. За оние кои веќе не се меѓу нас, а направија се за овој клуб да постои и обстои, Планинарскиот клуб Љуботен постумно доделува признание за животно дело на следните лица. Ние ќе ги прочитаме, а подосна ќе ги повикаме представниците на нивните семејства да ги преземат овие признанија. Ние ќе се повечеме настрана за да може да ги гледаме овие навистина ретки фотографии. Орестие Крстич, визионер, основач. Прв председател на Планинарскиот клуб Љуботен. Кочо Богоевиќ, прв секретар на клубот и активен член до крајот на својот живот. Сонја Аврамовски, член на клубот кој во 1929 година прв посетува обука за скијање и еден од основачите на скијачката секција во рамките на клубот. Виктор Акимовиќ, секретар на клубот во периодот од 1932 година до 1935 година. Живко Милковиќ, председател на клубот во периодот од 1935 година се до почетокот на Втората светска војна. Слободан Ѓорѓевиќ, секретар на клубот во предвојниот период и организатор на првите скијачки надпревари на Попова шапка. Никола Николовски Коларот, човекот кој прв рачно ги изработуваше скиите во Тетово и прв председател на клубот веднаш по Втората светска војна. Диме Јовановски флейта, член на клубот од 1929 година. Воедно и организатор на изградбата на првата жичара кон Целипашина и носител на Титовата штафета во 1954 година. Александар Исаевски Мошо, член на клубот во предвојниот и повојниот период, одговорен за маркирање на првите планинарски патеки на Шарпланина. Нуриман Велиу, првиот водич на Шарпланина и одговорно лице во планинарскиот дом на Попова шапка. Никола Гугувчевски, активен член во предвојниот период, организатор на голем број на планинарски тури и долгогодишен туристички работник. Михаил Микле Најдемов, член на клубот од 1935 година, активен скијач во повојниот период, надпреварувач во алпски дисциплини, председател и секретар на Скијачки сојуз на Македонија. Ане Брешковски, председател на клубот и прв делегат на седницата при формирањето на Планинарскиот сојуз на Македонија. Живка Отунска, првата жена председател на Планинарскиот сојуз. Стојан Ѓорчевски, председател на клубот во првата половина на 90
Клубот го достигнува својот зенит со преку 950 членови, тогаш е попредседател на Планинарскиот сојуз на Македонија и член на председателството на Планинарски сојуз на Југославија. Илија Николовски Линка, одговорно лице и носител на функцијата управник. Тој е носител на функцијата управник за градбата на планинарските домови и прифатните куќи на Шарпланина, организатор на Шарпланинските купови во 50-тите години и е председател на клубот. Непи Зендели, член на председателството на клубот и најдобриот скијач во нордиско скијање во Македонија. Јанко Давижа, првиот секретар во повојниот период. Христо Николовски Цинцарот, член на управата на планинарски домови и носител на планинарските активности во 50-тите години. Крсто Мислошки Шпип, првиот платен секретар на клубот и задолжено лице за креирање на првиот алманах за Шарпланина. Трпко Димовски, секретар на клубот во 50-тите години, одговорно лице за изведување на планинарските тури из Југославија. Рефик Јахја, член на управниот одбор на клубот, учесник на шарпланинските купови и младински первак на Југославија во алпско скијање во периодот од 1954 до 1955 година. Јован Нунци Савич, член на управниот одбор на клубот и републички првак во алпско скијање. Вука Савич, член на председателството на клубот и организатор на ски надпреварите на Попова шапка во периодот на 50-тите години. Чирко Томовски, подпредседател на клубот во 50-тите години, еден од иницијаторите за градба на планинарскиот дом на Јелак. Димче Кузмановски Чанија, член на управата на клубот, организатор на шарпланинските купови во 60-тите и член на спасителната служба на клубот. Александар Милошевич Швајн, член на управниот одбор на клубот и управник во планинарскиот дом на Попова шапка. Стојан Мичевски, член на председателството и командант на првиот илинденски след на Лешница во 1955 година. Андреја Андрејчи, активен планинар и скијач, организатор на најголемите илинденски слетови на Лешница и председател на клубот во 60-тите години. Драган Спировски, член на управата на клубот, член на председателството на Планинарски сојуз на Македонија и председател на Скијашки сојуз на Македонија. Сретен Тофиловски, учесник во народно-ослободителната борба кој за време на Втората светска војна действувал под името на Планинарскиот клуб Љуботе и постојан член на председателството на клубот. Мирко Маринковиќ, долгогодишен член на председателството на клубот, негов председател и председател на Планинарски сојуз на Македонија. Еден од основачите на спасителната служба на Македонија. Рафе Миловановски, активен член на управата на клубот и секретар во периодот на 60-тите години. Драго Серафимовски Цефар, член на председателството на клубот и учесник во првите повојни трансверсали на Шарпланина. Момир Мартиновски, член на председателството на клубот и носител на планинарските штафети во периодот на 60-тите години. Тодор Митрушевски Шаро, член на председателството на клубот и главен организатор на илинденските слетови на Лешница. Душко Григориевски Евче, активен член на спасителната служба при Планинарскиот клуб Љуботе, организатор на ски патеките на Шарпланинските купови во 70-тите години. Насип Рамадан,
учесник на првата зимска планинарска трансферзала Љуботен кораб во 1938 година и член на председателството на клубот. Радован Богоевски Муња, член на председателството на клубот, член на спасителната служба и активен надпреварувач во скијање во алпски дисциплини во првата половина на 50-тите години. Ирко Тасевски, подпредседател на клубот на почетокот на 70-тите и член на управниот одбор на клубот. Саво Марковиќ, подпредседател на клубот во 60-тите години и официјален доктор во спасителната служба на клубот. Славе Костовски, член на председателството и организатор на планинарските активности во периодот на 70-тите години. Исмет Гусни, активен планинар од 1945 година, член на председателството на клубот од 1962 се до 1988 година. Димитрije Ѓорчевски Чауш, председател на клубот. И два пати секретар на клубот, еден од основачите на спасителната служба, доживотен активен почесен член на клубот. Кристифор Тодоров Корко, член на клубот од 1947 година, организатор на голем број ски надпревари на Попова шапка, председател на клубот и долги години официјален книговодител на клубот. Александар Григориевски Бигур, член на клубот од 1953 година, единствениот член кој ги има поминато сите трансферзали во Југославија и долгогодишен член на председателството на клубот. Миодраг Николиќ Панта, член на председателството на клубот и креатор на логото на клубот. Бошко Јовановски Пипа, еден од првите тетовци кој го искачи на високиот врв на Алпите. Мон Влан во 1980 година, секретар на клубот и организатор на голем број на планинарски активности во втората половина на 70-тите години. Слободан Јовановски Цове, долгогодишен член на председателството на клубот. Воедно секретар и одговорно лице за канцелариите на клубот, Ганчо Трајковски, председател на клубот. Во периодот на 90-тите години, човекот кој го представуваше клубот во сите балкански земји во периодот на 90-тите години и еден од иницијаторите за воспоставување на балканските планинарски средби. Зоран Зоре Ристовски, активен планинар, член на спасителната секција на клубот. Еден од првите членови и основачи на алпинистичката секција на клубот. Ги покануваме присутните представници на семејствата за да им ги врачиме признанијата.
Микрофон. Сакам да со посебна почит кон сите што ги видовме, сакам да кажам неколку збора, кажав повеќе во текстот, но тие се луѓето кои што низ годините дава енергија на сите нивни генерации кои што после тоа работеа и действуваа во рамките на планинарскиот клуб Љуботен. Да не бе овие луѓе, планинарскиот клуб Љуботен немаше да го има денес, немаше ние да бидеме собрани тука. И затоа одлучивме на собранието на извршниот одбор ликовите кои што ги видовме позади нас, да им дадеме почит да останат во историјата запишани. Дека на 100 годишницата сите овие луѓе заслужиле да се споменат, заслужиле да живеат понатаму, тие живеат во нашите срца, во нашите простори. Се на некој состанок кога се собираме, ќе спомнеме за Коларот, ќе спомнеме за Пејко, ќе спомнеме за Илиндо, ќе спомнеме за Стојан, ќе спомнеме за луѓето кои што направиле нешто, делувале во некои други услови, и тоа ни дава волја и нас понатака да функционираме и да работиме. Со најдлабока почит, слава им!
Ние продолжуваме понатаму, ова беше најголемата категорија и несомнено најзаслужената категорија. А сега го повикуваме секретарот на клубот Владимир Златковски во име на извршниот одбор и сите членови на клубот да додели специјално признание за исклучителен и траен придонес во развојот и афирмацијата на клубот на Јован Божиновски, председателот на планинарскиот клуб Љубовен Естетон. Согласно уставот на планинарскиот клуб Љубовен, ваква награда нема таму. Така да ние како извршен одбор решивме дека навистина заслужува Јован да му се даде соодветна награда. А како негов секретар мене ми ја доделија честа да кажам 2-3 збора за него. Ова специјално признание, чиј предлог беше едногласно прифатен од извршниот одбор на ФК Љубовен, да му се додели ова признание и фактички ова на никого не е доделено претходно. Станува збор за личности кои тек така го заслужуваат истото. Човек кој представува асоцијација за ФК Љубовен, човек кој 25 години представува темел, неуморно работи, твори, архивира, истражува, креира, планира, пишува, пишува. Човек без кој прашање е дали денеска ние ќе прославевме 100 години планинарски клуб Љубовен. Јован е човек кој успеа да ги сближи сите луѓе во ПК Љубовен, без разлика на нивните години, затоа што нашите членови бројат од 8 па до 88 години. Без никакви разлики помеѓу вери, политички уверувања, сваќања и така натаму. Оваа личност за сите нас представува најдобар другар, пример, лайф коуч, малку да видиме модерни, психотерапевт, психијатар, аниматор, визионер, вистински лидер, а можем да набројувам до утре. Како и што кажав, овој човек ја напиша и најдобрата книга за легендата Гого Попов, што представува најбогато дело за почетоците на планинарството и скијањето во Македонија. Не случајно, ние го нарекуваме царот Шапланински.
бидејќи тој вториот гол во Копа. Јован Божиновски Ѓурбе. Сега да продолжим да читам негово. Ја имам чет. На состанокот кога кажа, ја знам, мислим, нема сврха викам тоа да правите. И уште стоим за тоа дека немаше потреба за све ова. Ама има потреба заради една работа, тоа е заради клубот, тоа е заради сите членови на клубот. Ако сите членови не се заедно, ако не функционираат заедно, па кога и се тераме, и кога плачеме, и кога се смееме, работиме заедно, ама таа работа е заедничка. Немате појма луѓе како се организираше ова трка. Стварно, јас самиот од себе со овие луѓе бев без збор. Како, кој си имаше своја задача, како трчаше, како имаше, никој тој за пари луѓе не го прават, а членовите на клубот го правеа тоа со најголем жар, со најголема енергија и со најголема волја да направите нешто да правите. Не сум спремен што да кажем, ама сакам да кажем дека све ова ја го должам на членовите на ПК Љуботен, на сите претходно што ги споменавме и на овие стари лица кои што беа денес коде со нас, Чишковци, наси дедовци, татковци може да ми бидат. Со нив се караме, се расправаме, се учиме. И затоа сето ова што го спомнам Владимир го поклонувам на клубот и на сите членови на клубот.